ќе му треба да земе. А еднашка, Гордана, кога беше министерка, ме победи вака по главчето. Викам, кој ти ги среда мустачите? За другарка прашка. Чисто се сомневам. Не ти е фори. Али не ми е јасно. Види, манекенка, лепотица, капка, девојка. Место си фат. Некој политичар глуко точак. Има. Продаш варер, после така иде тоа. Си го зем. А она ми шета по планињево, крај бараве. Не пара некоја бог да ја чуе да вре. Што треба да те мотивира, како млад човек у Македонија, по планињево крај да бараве. Селаму алейкум. Не знам дали уопште да го спомнам тоа и се размислував, ама очигледно го живееме тоа 35 години и уште не научивме некои работи. Викам, ајде да ме сватат погрешно, ама некако имам потреба, нели, тоа да се каже гласно. Сега беа, тоа се Олимписките игри во Италија, зимските Олимписки игри, и сите вие бевте сведоци најдобрите настапи од уметничкото лизгање, мажи, мешани, овие двојки, како се викаат, итн, не знам, скијачки успеси, скокови, постиравте на Фейсбук победниците, воодушевување оваа брзава лизгачка од Холандија, што сметаат за едно од најубавите спортистки, небитно кое е моето мислење. Вие ги постиравте настапите на најдобрите, кои што беа навистина феноменални, кои што веќе тоа, како да ви кажем, ги натврла категориите кај што можеш да го сместиш тој настап. Тоа е нешто вонвременско што станува во колективното сеќавање на цивилизацијата на светот, нели, преку снимките, преку ова. Имате од друга страна еден наратив кој го слушаме 35 години од осамостојувањето, кога нашите настапи на зимските Олимписки игри, особено извештаите, информациите за нив, новинските известувања завршуваат некаде во смисла на нашиот надпреварувач или нашата надпреварувачка успеа да ја заврши трката. Значи, не е кај нас амбицијата, импулсот за престиж, она да си најдобар. Не е ниту во, како да ви кажам, не е ниту во најава. Кај нас муабетот е дали нашиот надпреварувач или надпреварувачка ја завршиле трката. А тие што успеале да ја завршат, гледаме какви се резултатите. Од 105 надпреварувачи, 103, од 95, 91, од ова, од тоа. Значи, на цел свет, одамна, многу одамна, децении му е јасно, не е работата само да се учествува. Познатата максима на основоположникот на современите Олимписки игри, Пиер де Курбертен. Значи, воопшто не е поентата на олимпизмот, одамна не е само да се учествува. Оти ти можеш да учествуваш, ама со резултатите само да предизвикаш подсмев или презир во очите на светската спортска јавност. Победата е таа што успесите се тие што те промовираат, што те прикажуваат, што изнудуваат почит, респект од очите на целиот свет. Сите знаат оние мешани двојки французите или оној шо беше русин, шо беше оној, како се викаше, лизгачот, ове. Знае кој се, знае од кај се. Аха, значи учил, пример, лизгање
Појма немам. У Русија, значи појма немам, значи Русија, добро, ни одувек имале лизгачи. Не е битно, сакам да кажам било која друга земја. Се врти вниманието на спортската јавност, на, ако сакате, и на другата јавност, на спонзорите, на појма немам, на обичните граѓани. И чекај, значи каква школа има таму за лизгање. Види го ова, значи какви таленти се. Ние, човече, олимписки игри, дали биле сувоземни, летни, дали биле зимски. Целта е само да се учествува. И со вајлд картите. Која е сатисфакцијата, задоволството, дидам јас сега на олимписки игри, со тамо некој со милост, со вајлд карта. Која е задоволството на надпреварувачот, на поименувам олимпискиот комитет на таа националниот, на таа држава? Шо е поентата на сето тоа? Да се собереме делегација, роднини, да идеме да се прошетаме, да седиме на сметка на комитетот, поименувам 10, 15, 20 месец дена тамо негдека на олимписки игри, или 7 дена, небитно. Тоа ли е поентата? Или поентата е да создадеш респектибилен, професионален, врвен спорт? На крајот на краиштата не мора да се учествува на олимписки игри со амбиција да се биде последен или меѓу последните, или со амбиција, ајде, чекајте да ја завршиме трката. Не е тоа поентата. И затоа треба да си размислат луѓето од нашиот олимписки комитет. Рипнете еден циклус зимски олимписки игри. Рипнете го. Соберете пари, логистика, луѓе, немаме ние такви врвни, странци викнете, платете им да создадат нови таленти, да изградат врвни скијачи. Една Хрватска со планини не повисоки од 500 метра имаат милион медали у скијање, не знам шо. Особено кога се појави овие братов и сестра Костелич. Хрватска, што никогаш не беше сметана дека нешто скијачи. Се знае кај беа порано скијачите до денес. Словенија. Хрватска успеа да создаде една Костелич, како да ви кажам, шо понатака да ви зборам. Да не зборам за други спортови, да не зборам за поименувам, за боб, санки, хокеј, не дај Боже. Порано хокеј имавме, човеч. Прволигаш имавме у хокеј, у Југословенската лига, Вардар. Хокеј. Шо има од тоа? Кои се нашите лизгачки? Каде се? И лизгаат ли некаде? Се прави ли нешто? Имаме ли ние уопште такво, поименувам некои такви такмичења у лизгање? Да брзо лизгање, не збораме за уметничко лизгање. Нешто што го врти вниманието на цел свет кон тебе, као нација. Да имаш респектибилен лизгач, уметнички лизгач, Доста више со тоа, нашиот успеа да ја заврши трката. Демек, добро е што стигнеш жив на целта. Тоа е муабетот. Или не е Боже тамо нешто запливање, нешто кога е поименувано. Демек, добро е нашиот што не судај. Тоа е муабетот. Добро е со кука што не го вади од базен. За тоа ли е целата поента? Респект кон една држава се гради и преку спортот. Културата и спортот. Тука ќе те видат сите колку вредиш. Не може човече за шо постои нашиот комитет олимписки. За да праќа на преварувачи со вајлд карти, кои што тамо едва ќе стигнат на целта со закаснување од 23 минути, 25 минути, сати, не знам колку минути. Шо ќе ти е тоа? Седнете, затворете тоа, кажете рипаме овој циклус, затоа што подготвуваме овој, собери, направи, создади надпреварувачи, барем што ќе бидат приближно квалитетни на врвот, на кремот. Да не збориме за други спортови, за како да ви кажам, људи, како да ви кажам. Само држави од нашето соседство, порано што живеевме во една држава, врвни спортисти создадоа. Беа у далеку понезавидна ситуација од нас. Војни водеа, под санкции беа. У најтешките војни, у најтешките санкции, некој успеа да го поименува. Ете така, да го создаде Џоковиќ, да го создаде Јокич, да создаде, не знам, да не ги зборам, у Хрватска врвни спортисти, ова на Словенија една, у спортови кај што никаде ја немало на времето пред 40 години, како да ви кажам, стана респектибилна држава. Значи, успеале за овие 35 години да направат квалитетен спорт, до вчера кај што биле тотални аутсайдери, дунстери. Шо понатаму да се збори? Да читам извештајот типот браво нашата успеа да ја заврши трката, глупости.
Кој нема да слушне после за вас кога ќе понудите квалитет? Вака подсмефе бе, луѓе, не е више работава само да идеш да учествуваш. Подсмефе. Зашо стварно еве ќе кажам, шо работите бе Олимписки комитет 35 факинг години? Шо работите бе, луѓе? Успеавте ли да создадете врвен олимпиец? Со ваша помош, шо е поентава? Само додиш на Олимписки игри да се пријавиш со вајлд карта, досвоиш 98-105 место за после да земеш некоја олимписка пензија. И околината што е околу тебе експедицијава да отиде на Олимписки игри да си дреме тамо да си го прчи 15 дена, 10 дена, не знам колку тамо седите. Тоа ли е поентата? Победниците се тие што се памтат. Поразените никој не ги памти. Особено најслабите никој не ги памти. Најслабите карики у еден систем, у една држава, у еден спорт, у една ова. Кој ги памти? Те зимаат за посмев, не те ни замисли тамо, не те ни погледнуваат со очи. Кој си бе ти? Земји за смеење беа, да не ви ги кажувам. За смеење беа одредени спортови кога живеевме у старата овој држава, у Федеративна Југославија. Земји зборам не од републики од Југославија, него од надвор, од Европа. Смешки беа за одредени колективни спортови. Абе, жива сме Јурија. Не беше прашање Југославија кој игра со нив кошарка или не знам шо, дали Југославија ќе победи. Прашање беше или југословенски некој клуб кој игра со такви некои клубови. Не беше прашањето дали југословенски клуб или репрезентација ќе победи со тие клубови од тие држави, како да кажеме од Грција, од Турција. Прашањето беше само колку голови или колку кошови разлика ќе победи. Дали 35 коша разлика, дали 50 коша разлика. Дали 5 гола разлика, дали 3 гола разлика. Тие со вложување, со систем, со појма немам како, со агенда, стратегија, тактика, успеа 90-тите години, 2000-тите години да направат респектибилни спортови од тие кај што ги немаше нигде пред 40-50 години. Турција знаете до кај стигаше со баскетот, со клубскиот баскет, со Грција знаете кај стигна со репрезентативната кошарка, клубската кошарка и до ден денес. Фудбалот до кај стигна. Европски прваци стана 2006 година, која беше тоаш? Овој у Португалија која беше, не памтам, четврта, појма не, која беше? 2006. Само ние некако живееме у некој, како да ви кажам, у некоја, појма не, у некој меуронака и си правиме приказни некој за успех, за глупости. Глупости, тоа треба да биде појма не, државна стратегија. Овие 4 години сакам резултати, сакам зимски спортови, сакам респектибилни олимписки надпреварувачи да се создадат. Не за 4 години, тоа и не е толку лесна работа, барем за 8 години. Некој што ќе отиде таму и ќе им се умеша во приказната на големите, не мора да биде прв, втор за почеток. Ама веќе ќе биде, ќе има страотна појавност, значи веќе ќе биде сериозен конкурент. Барем до таму да стигнеме. Да очекуваш атлетиката кај ни е, бре, луѓе. Кај е? Само филмови си правиме онака. А ова требаше да биде некој моје обраќање на политички теми, али некако ме поведе оваа тема и нема зошто сега да пребацувам да се шалтам на политика. Не знам, еве идеја и до ова, како се вика, ова Министерство за спорт и до Македонски олимписки комитет. Дај седнете, договорете се. Договорете се, седнете. Шо правите? Стратегија имате ли за наредни 8 години, за наредни 12 години? 3 олимписки циклуси. Седнуеме преме стратегија. Третиот олимписки циклус за 12 години да имаме надпреварувачи кои што ќе бидат страотно конкурентни на таа олимпијада. Не со вајлд карта. Соберете копилјаци, најдете ние ако немаме тренери, донесете од страна. Како што правеа на времето турците у кошарка у фудбал, грците у кошарка у фудбал. Очигледно ние не знаеме, драги мои грци, некој тамо паметен рекол, или драги мои турци, очигледно ние не знаеме да створиме тако врвен професионален спорт. Такви врвни професионалци спортисти. Дајте ќе викнеме тренери познати од страна. И што правеа? Викаат тренери, селектори од Германија, од Британија, од познати големи имиња кои што имале успехи со поимањем германска репрезентација, англиска репрезентација, германски клуб, англиски клуб. Тамо ги викаа. Дојдете овде, колку пари ти даваат ако бидеш пример тренер у Бајер? Пример, тропам, 100 милиона, рецимо. Добро, супер. Ние овде ќе ти дајме 200 милиона. Али ти имаш обавеза не само првиот клуб, него да створиш екипа твои луѓе, ние ќе ги платиме,
да работат со малите категории. Нас ни треба да создадат наши спортисти големи. Да создаде систем на прајање на врвни спортисти. Што правиме муавет? Ако не знаеш, викаш некој што знае и вложуваш у тоа, не само за џабе пари, тропаш, за да идеш таму и на крај извештува да ти биде некој спортски билтен или некој спортско порталче да ти биде извештува. Нашиот и третиот наш надпреварувач успеа да ја заврши трката. Fucking unbelievable. Fucking unbelievable. На толку фалење, толку планини, само си правиме муабет. Една немаме кај што може, поема немам. Не знам. Да се вложи, да се направи таква патека, такова, да се одржи голема надпреварување, да може да се одржат и кај нас и во скијање. Сега не некој светски куп, ама како да ви кажам, бре, зошто да не бе? Зошто да не? Кога пукаш на големо. Зошто да не? Дајте за почеток, нека се, да се направи свес. Појма немам. Сакаме организација на светски куп, појма немам у нешто, у скијачки спортови, у Македонија, на некој од планините. Кошта добро, да. Рецимо, стратегија, долгогодишна. Ваља некој што тоа колку Формула 1 да организираш. Големата трка на Гостивар, или големата трка на Тетово, или појма немам. Што да не, Монте Карло да не е поголемо од Гостивар да го има. Или не знам тамо што. Што сме ние помалци од ние шејци не Емирати? Што сме помалци? Они две раце, ние две раце. Они една глава, ние една глава. Они еден мозок, ние еден мозок. Ево ние шејци, биле ние. Што има везе? Ќе станеме шејци. Само треба памет, треба идеја, треба визија, треба стратегија за секоја работа. Ова сум го гледал 35 години. Ја 35 го гледам до самостојувањето. Истата приказна. Пријавуваш олимпиец, тој со вајлд карта. Милостина да ме кај греота сте вие Македонија, колку да имате представник, ајде вајлд карта. Бркај работа. Треба срам да ни е веќе од некој работи, да се срамиме. Или правиш си конкурентен во светски рамки за некој работа, или тргни се. Кажи, тука мене не ми е фокусот у ова. Дајте друга работа ќе си правиме некоја. Појма немам, ќе одржи. Ќе бидам најдобар, ќе решам, сакам да бидам најдобар, не можем овие светски големи спортови, пикадо. И у пикадо. Мада тешко со ние пијандури на островот, у пикадо. Оти тие само тоа прават, локаат пиво и пикадо фрлаат. Од 5 години. Кај можеш со нив? Не можеш ни со нив. Кај можеш ти со некој тамо, острован, пикадо да играш. И тоа не може. Шах. Идаме оној светска звезда Малион пред 2 години, што беше втор, беше на Олимписки игри, така ли беше тоа? Што беа тие? Овој Малиов, од кај беше? Од кој град беше во Македонија? Гледаш? Името не му го знам. Треба сите името да му го знаеме. Втор беше или како беше на Олимписки игри, беше на светско првенство у шах. Немате на кој, немате таленти, немате и овие спортисти со огромен талент, со огромен потенцијал. Ќе ги вложам у тој Малиот. Леле, извини дечко, извини што не ти го памтам името. Најдубоко ти се извинувам. Срамата сите треба да ти го знаеме името. Вложи све у него. Појма немам, направи го. Дај му све на него. Направи го шаховски Џоковиќ или појма немам, шаховски, кажи го македонски Каспаров направи го. Вложи, дај му. Кој знае со што се соочува тој дечко? Или утре заутре некој ќе олапне одгоре. Не можеш да знаеш. Шах. Што имаме ние врска со шах, јеботе Бог. Кога нашето слободно време е, како да ви кажам, окупирано околу други наши мали херои. Така, Кейт, Ритко, Боки. Тоа ти е нашата, како да ви кажам. Венко е сега со ова многу се амбицирал, гледам има амбиција да стане поголема TikTok звезда од Кейт, ова како се вика. Нашава. Нема шанси, Венко. Нема шанси. Можеш да се од 5 дни жили да се трудиш, нема шанси. Ја го гледам многу се амбицира. Решил едноставно да биде TikTok звезда, сега да се појавува влезен у некој филм.
оваква, сите ќе ве убивам, сите вие сте непријатели, внатрешни непријатели, не СДС предавници, сите ќе ве решам. Нема веќе си прави филмови, реков, нема се за политика да зборам. Мада и ова што го зборам до сега за спортов, за ова е политика исто така. Како и да го завртише политика. Ете, тоа сакав да кажам. И ќе завршам со легендарната реченица на нашата тиктокерка во огромен подем, Кейт, која вика: "Имам работа сега, а знаете што? Племето ваше ви го ебав." Чао.